Жителите од Струмичката котлина на нозе, со свирчиња транспаренти и знамења и лјадници граѓани од плоштадот во Струмица упатија јасна порака дека се против отварање на рудникот за злато и бакар во Иловица Штука. За екоактивистите, ваквата владина одлука е криминален заговор против сите граѓани на Македонија. Порачаа дека отварањето на рудникот ќе доведе до отворени насилни судири и дестабилизација на државата. Ова е бунт и борба за живот наспротив бавната и сигурна смрт која тие со отворањето на рудникот ни ја нудат. А ако не сакаме да умираме, тогаш ќе мора да се иселиме од оваа котлина. А сакаме ли да се иселиме? Ја знаеме играта за вин-вин сценарио, каде ако има отпор за работа за рудник, тогаш ќе има и договорена оштета, која всушност е криминален заговор за легална плачка на буџетот на сите граѓани на Македонија. Рудници или трутници, изборот е ваш, Штука нема да отстапи ниту педа земја за убијците. Беа само дел од паролите кои денес граѓаните ги провејуваа на жешкото јулско сунце. Децидни се дека нема да има рудник за злато и бакар со отворен коп во нивната котлина. Рудник нема да има. Во рудникот е смрт за Струмица. Ние се бориме денеска со против дјаволот. Не смее тоа да го има. Се против нарушувањето на вековната природна рамнотежа во подогражденските и огражденските села. Борбата што току почнува, порача организаторите на протестот екоактивистите од Здрава котлина и Екодолина пред насобраните граѓани. Ја искритикуваа власта, а од институциите побараа да ја спречат постапката за отварање на рудник во Иловица Штука. Избраниците од луѓето мора да работат за луѓето, а не против нив. Укажувам и најавувам дека оваа борба ќе ја водиме на секое можно ниво, почнувајќи од општинските совети, па се до највисоките државни инстанции. На протестот се појавија и министерките за животна средина и труд и социјална политика, а организаторите во знак на револт ја запалија и одлуката за спојување на двете концесии. Денешниот протест против отварање на рудникот е 35-ти поред.